Добро вечер, драги гледачи. И оваа сабота во 21 часот сме повторно на тема астрологија. Денес вечерва ќе зборуваме за енергијата каква ќе биде во следната недела и што е она што на план на астрологија не очекува во следната недела. Она што со самото тоа што е нов месец, јуни, тоа е месецот на знакот Рак, односно кога сонцето влегува во знакот Рак, меѓутоа и месец кој што ќе има многу полесна енергија во однос на претходните месеци, енергијата која што беше во однос на аспектите кои што ги градеа планетите. Она што е интересно во следната недела, имаме само 3 битни аспекти кои што планетите ќе ги прават, а тоа е планетата Венера која што ќе биде во конјункција со планетата Јупитер во знакот Рак. Исто така Венера на крајот од оваа недела ќе влезе и во опозиција со планетата Плутон и планетата Меркур, задолжена за комуникација, ќе биде во аспект со планетата Сатурн, па да видиме на полето на партнерски односи Венера, која што ќе ни покаже на полето на комуникација, начинот на размислување Меркур, каква ќе биде енергијата следната недела. Она што можам да го кажам во однос на аспектот кој што Венера го прави со планетата Јупитер, тоа е еден од најубавите аспекти, бидејќи се работи за две бенефични планети, Венера и Јупитер, кои што даваат среќа и задоволство во партнерските односи. Тоа е аспект кој што дава уживање во партнерскиот однос. Тоа покажува каде и имајќи во предвид дека тоа е конјункција меѓу Венера и Јупитер, тоа би значило дека е Венера која што се заљубува на патувања, ќе покаже можност за патувања, ќе покаже односно Венера која што сака да учи, имајќи предвид дека Јупитер го врзуваме со мудро знаење и учење. Тоа е Венера која што може да патува, да учи, да стекнува нови знаења и искуства. Меѓутоа, тоа може да биде, бидејќи во прашање знакот Рак, може да биде и патување во краевите од каде што потекнуваме, меѓутоа може да биде и да се заљубуваме во партнери кои што потекнуваат од местото каде што ние сме родени, меѓутоа се заминати во странство и може да покаже враќање на одредени луѓе кои што се во странство и да се вратат во сопствената земја, бидејќи Ракот е знак кој што се врзува за носталгија и потреба за враќање кон земјата, државата во која што сме, па може да значи и таа Венера да се заљуби во некој кој што живее во странство. На полето на партнерски односи е период каде што ќе се чувствуваме позитивно, убаво, ќе бидеме исполнети, ќе постои нежност и топлина, имајќи предвид дека знакот Рак го врзуваме со емоциите. Тоа е еден од најемотивните знаци, кој што побарува сигурност, безбедност и топлина, па во однос на партнерските односи можеме да чувствуваме потреба за топлина, која што ќе ја добиваме од спротивната страна и ќе уживаме во односите со партнерот, меѓутоа и ќе уживаме во односите со семејството, имајќи во предвид дека Ракот го врзуваме и со семејство. Па таму каде што ќе биде семејството, таму ние ќе се чувствуваме убаво и ќе ни биде за целото време убаво. Она што на крајот од неделата, кога планетата Венера ќе направи опозиција со планетата Плутон, односно ќе влезе во опозиција, екзактна опозиција Венера ќе направи од кога во следните 2 недели, од кога ќе влезе во знакот Лав и ќе дојде на исти степен со планетата Плутон, која што е во Водолија. Ова е сега само еден вид на почеток на покажување што е она што не очекува на полето на
на партнерските односи, но и во однос на полето на моќ и доминација, имајќи предвид дека Плутон е планета која што го врзуваме со моќ и доминација, меѓутоа Плутон е планета која што е трансформација, па она што на крајот од следната недела во однос на партнерски односи и односи кои што ги ствараме со другите луѓе, секој од нас ќе си го поставува како прашање каде и во кој дел треба тие односи да доживеат одредена трансформација, да променат облик, бидејќи Плутон тоа ќе го бара, односно каде и во кој дел посесивно се држиме за одредени работи, кога планетата Венера прави одреден аспект со планетата Плутон, најчесто се тоа односи на кои што често се враќаме и тоа се односи кои што имаат своја магнетска привлечност, односно најчесто се тоа односи од кои што тешко можеме да излеземе, имајќи во предвид дека се работи за опозиција, може да не привлекуваат одредени партнери кои што се посесивни, љубоморни, кои што ќе имаат потреба да држат све под контрола. И она што можеби сите ние во овој период додека планетата Венера ќе прави опозиција со Плутон е она што треба да учиме каде и во кој дел треба да се ослободиме или што е она што во одредени односи кои што сме ги створиле побарува да го смени својот облик и тука да се трансформираме, да отпуштиме, односно каде не ја живееме нашата слобода, да тоа се приспитаме внатре во нас самите, каде си ограничуваме слободата во партнерски однос и какви партнери би сакале да привлечеме, односно дали таквите партнерски односи и врски кои што постојат во нашето секојдневие нешто што сакаме да го живееме или е нешто што треба да се ослободи и да се трансформира во символика на планетата Плутон. Она што исто во однос на овој аспект е што треба да внимавате, може да доаѓате во судири со луѓе кои што се на одредена позиција или имаат моќ, па можеби треба да бидете внимателни во комуникацијата со таквите луѓе, но може и да ве привлекуваат такви луѓе за да стварате одредени односи со нив. Во делот на планетата Меркур, кој што ќе направи квадрат со Сатурн на полето на комуникациите, начинот на размислување и што е она што ни следи во следниот период, имајќи предвид дека Меркур е планета која што ја врзуваме за рационалниот ум и тоа како ние размислуваме, што е она што во комуникацијата треба да подобриме, имајќи предвид дека ќе прави квадрат со Сатурн, може да имаме ситуации каде што може да имаме одредени тешки мисли, да се преиспитуваме себе си. Најчесто овој аспект може да даде и недозволување на себе си да направиме одредена грешка. Тоа е и аспект кој што дава тешки мисли и кој што дава недобра, односно дава блокада во начинот на размислувањето и блокада во начинот на комуницирањето, па може во следниот период, имајќи предвид дека е ова квадрат кој што се случува во два во Овен и во Рак, да тоа го доживееме прилично доста емотивно и да тоа ни створи одредено чувство на агресија, на бес и може исто така да ни створи одредена тврдоглавост, имајќи предвид дека знакот Рак знае многу брзо и лесно се вреѓа, па да имаме чувство дека во одредена комуникација во која што сме дошле во судир, да тоа го доживееме како да е нешто лично кон нас, а можеби и да не е ништо лично, него едноставно е недостаток на комуникација меѓу нас и спротивната страна, па она на што можеби во следниот период би требале да бидете внимателни е да го преиспитате начинот на тоа како размислувате, односно како комуницирате со самите себе си, да видите каде и во кој дел одредена комуникација со во одредени односи кои што ги стварате, дали се тоа семејни, партнерски односи, истата треба да претрпи одредена промена, односно да го смени својот облик
или формата на кој начин комуницирате. Сатурн е планета која што секогаш ствара одредена блокада и тежина, таму каде што ќе дојде во допир со било која планета, во оваа ситуација ствара блокада и тежина во начинот на комуницирањето, ни ствара одредени блокади и препреки, па може да имаме потешкотија да се изразиме во комуникацијата, да го пренесеме она што сакаме да го пренесеме, а може и да даде одредена блокада, бидејќи овој аспект најчесто се поврзува и со луѓе кои што го носат во наталната карта, кои што муцаат или имаат проблем јасно да зборуваат и да комуницираат, јасно да ги изразат своите мисли, и тоа се најчесто луѓе кои што не си дозволуваат себе си грешка, сметаат дека сето она што го прават и одлуките кои што ги носат, дека тие се одлуки во кои што не треба да погрешат. Можеби во следниот период она што треба да го размислите е дека и да направите одредена грешка во донесувањето на одлуките или во комуницирањето со другите, дека тоа не е нешто што е проблем заради кој што треба да си ја намалите сопствената вредност или да сметате дека сите ние на некој начин сме безгрешни, дека сите имаме право да погрешиме во делот на комуникацијата. Исто така, бидејќи Меркур е планета која што ја врзуваме и со сообраќајот, кога има одреден аспект со Сатурн, може да даде и одредени потешкотии во сообраќајот, па она што се препорачува е следната недела да бидете повнимателни во сообраќајот, за да не доаѓате до одредени, да не се предизвикуваат сообраќајни несреќи, да имате одредени потешкотии во однос на сообраќајот. Во делот на комуникацијата, што е она што друго би можело да не очекува, е она што може би треба да фокусот го ставиме на нас самите, да се свртиме да се ослободиме од одредена контрола која што ја имаме во комуникацијата и со луѓето со кои што комуницираме, пошто знакот рак во одредени ситуации знае да има потреба се да држи под контрола и да во одредени односи во кои што влегува во улога или на агресор и жртва, па да во тие комуникации се најдете во некоја од тие улоги, можеби добро да бидете внимателни, особено да внимавате во комуникацијата со деца, имајќи предвид дека Меркур е деца, меѓутоа бидејќи ракот го врзуваме и со жени, со мајки, а Сатурн е у принцип планета која што сама по себе ја врзуваме со постари луѓе, можеби она што треба да внимавате е комуникацијата внатре во семејството, бидејќи ракот е нашето семејство и најчесто може таа конфликтна ситуација да дојде во рамките на семејството, но не се исклучува можноста да дојдете во судири со одредени луѓе кои што се на позиција или кои што работат во системот на државата, бидејќи Сатурн е планета која што ја врзуваме со државата, па можеби на работа да настане одредена конфликтна ситуација меѓу вас и вашите претпоставени надредени кои што се во самата институција. Тоа е она што од аспекти не очекува следната недела. Јас се надевам дека сите вие ќе имате во предвид дека енергијата која што постои кај секој од нас ќе предизвика, односно ќе се одрази различно, имајќи предвид дека самите аспекти кои што се на небото се градат од транзитните планети и истите на секој од нас различно ќе делува, па ако имаме во предвид дека во моментот Меркур е во рак, Сатурн е во Овен, најчесто она интензивно можеби во комуникацијата досетат кардиналните знаци, Овен, рак, Вага и Јарец, можеби тие знаци би требале да бидат повнимателни во начинот на комуникацијата и тоа како комуницираат во следните недела дена, додека трае овој аспект помеѓу Меркур и Сатурн, додека во однос на полето на партнерски односи, исто тоа е
поповолен период конјункцијата кој што ќе направи Венера во рак со планетата Јупитер во рак. Исто она најинтензивно тоа може да го осетат кардиналните знаци, додека водените знаци би добиле по-позитивно влијание од аспектите кои што ќе ги направат овие планети во следната недела. Она што наредната недела не очекува и за што ќе разговараме, веќе споменав, Меркур од 15 јуни ќе влезе во Сенка на својата ретроградност. На 29 јуни во овој месец Меркур ќе отпочне ретрограден од во знакот Рак, па ќе зборуваме малку повеќе во однос на тоа што ќе ни донесе Меркур во следните месец дена додека е во својот ретрограден од и особено што е во воден знак. И она што исто не очекува во овој месец, тоа е млада месечина во знакот Близнаци, кој што ќе биде на 15 јуни и на 13 јуни планетата Венера ќе го напушти знакот Рак и ќе влезе во знакот Лав, па што е она што ќе донесе, ќе разговараме во однос на полето на партнерски односи. И на крајот на месецот, на 29 јуни, планетата Јупитер ќе излезе од знакот Рак и ќе влезе во знакот Лав, и она што ќе донесе таа планета за знакот Лав и за останатите фиксни знаци, ќе зборуваме во некои од следните емисии за тоа што е она што не очекува во следните година дена, имајќи предвид дека Јупитер е планета која што во еден знак се задржува година дена и во овој знак ќе биде до 26 јули следната година 2027. Јас она што ви посакувам е што повеќе свесност во начинот на комуницирањето, што поголема свесност и во начинот на делувањето. Нека фокусот секогаш за целото време ми биде кон вас самите и она што вие треба да добиете како искуства кроз времето кое што следи и што е она што вас ви е потребно во овој период, како би можеле одредени негативни аспекти кои што ги прават планетите на небото, за да можете да ги полесно да ги поминете, да бидете во сегашниот момент и да бидете што посвесни за самите себе. Следната недела веќе најавив, ќе зборуваме на овие теми, да видиме што е тоа што младата месечина во Близнаци ќе ни донесе и планетата Венера во знакот Лав. Ви благодарам на вниманието и се гледаме следната сабота во истото време.